На денешната седница на Советот на општина Битола се дебатираше и за состојбата на амбиенталниот воздух, како и мерките за намалување на загадувањето во Битола. Неумов ги повика останатите советници да не помине седницата на Советот без да се дебатира токму за состојбата со воздухот. 30 дена имаме зголемување на загадувањето, што има законски импликации кои што треба да се превземат. И мислам дека ќе ме разберите и вие, ќе ме разберат и колегите и од власта, дека денес не смееме од тука да излеземе, а да не добијаме или малку да дебатираме за една состојба што е екзистенционална. Председателката на Советот Ангелевска информираше за активностите кои се преземени. Овој совет има донесено неколку пати точката се разгледуваше на дневен ред и ги има донесено сите долгорочни и краткорочни мерки. Само за информација да ви кажам дека ќе се превземе на краткорочна мерка за многу скоро, тоа е прскање на улиците со специјалното средство за прскање. Значи, повторно веќе интервенираме и можеме веднаш после празниците доколку ја добиеме информацијата повторно да направиме седници со координативното тело и со комисијата за животна средина навистина податоките да се разгледа сите препораки кои што ги имаме. Ние веќе сме ги донели, туку да се даде некои приоритети и интензивност. Стоилова ги посочи штетите кои се резултат на загаденоста на амбиенталниот воздух и напомена дека истите требаше да бидат предвидени во буџетот за наредната година. Следејќи го она што го добивме како материјал, не гледам ништо што е предвидено да се преземе со тој буџет за она што е најгодливо во моментот, а тоа е загадувањето. Односно тоа е она што имаме зголемен морбидитет и морталитет или заболување и умирања. Анализите кои што ги направи експерти од Светска банка на основа на еколошки здравствени податоци издадени од Институтот за јавно здравје кажуваат дека околу 1350 случаи годишно умираат како резултат на аерозагадување. А ќе напоменам, Битола е еден од трите града каде што е најзагадено, бележиме 5 пати повеќе загадување секојдневно, во просек и повеќе. Одговорот за преземените мерки и активности на власта го образложи Лозановска. Направени се следните мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. Акциите на пошумување кои што се спроведуваат со цел да се подигне и свеста кај населението. Активности кои што се преземаат во образовниот систем преку едукација на учениците, колку екологијата ни е битна и како ние како поединци треба да придонесеме за да не се загадува природата. Колку е важноста, значи, на поединецот во придонесувањето за тоа. Предлог закон за урбано зеленило кој што е донесен и е во работна верзија. Имаме вонредни мерки во текот на зимските периоди. Сега ќе се спроведе миење на улиците со калциум, магнезиум, ацетат, каде што ќе се лепат частичките, тие PM частички, нема да летаат во воздухот. Краткотрајните мерки за намалување на загаденоста на воздухот, односно прскањето на улиците со соодветни хемиски средства, според најавите треба да биде спроведено на почетокот на наредната година.